Египтјаните ги имаат фараоните, но и Македонија има историски вредни и древни места. Зборуваме за Кокино. Откриени нови маркери. Преку нив македонците пред 4000 години го наблюдувале затемнувањето на сонцето. Сончица Јованова. Четирите маркери во Кокино, што истражувачите ги открија летово, покажуваат дека тамошното население уште во 20 век пред нашата ера го следело затемнувањето на сонцето и на месечината. Тоа што маркерите се на совршено прецизно растојание, покажува дека се работело за високо развиена култура и дека ништо не е случајно. Ова местото каде што некој стоел пред 4000 години и постојано го следел движењето на полната, особено на полната месечина, изгревањето на полната месечина, како и дали ќе настанат затемнувања. Значи, ова е местото од каде што е наблюдувано, каде што се наблюдувани затемнувањата. Малкумината кои преку овие маркери предвидувале кога ќе дојде до затемнување, според истражувачите биле луѓе со огромна моќ. Тие изведувале магиски обреди зашто верувале дека тоа е победа на мракот над светлината, односно на лошите сили. Отидете во било кое село во Македонија и прашате ги старите за приказната за симнувањето на месечината. Сите ќе ви кажат, во селата постојат посебни магесници, така ги вика народот, кои со магии може да ја симнат месечината на земјата. И која ќе се симне, таа ќе се претвори во крава, тие молзат кравата и од млекото прават страшни магии, неголемите и најстрашните магии. Сигурно постои писмо преку кое сознанијата за небеските појави се пренесувале од генерација на генерација, велат научниците. Кога ќе ги пронајдеме, ќе имаме доказ дека во Кокино постоела вистинска древна цивилизација. За жал, нејзините траги се губат во 1750 година пред нашата ера, од кога нема повеќе ниту маркери, ниту пак керамика. Најверојатно населението го сменило култот или доживеало војна или епидемија. Американската вселенска агенција НАСА ја прогласи Кокино за четврта најстара обсерваторија во светот. УНЕСКО предложи таа да се стави на листата на светско културно наследство. Само нашето Министерство за култура не презело ништо за заштита на овој локалитет, вели Ценев. Нема ниту чувар, а уште помалку квалитетна туристичка понуда. Повеќе за Кокино можете да дознаете на www.kokino.org.mk. Оние што сакаат да го видат одблиску, водич ќе најдат во планетариумот при МКЦ.